Кола. Акција. Денес зборуваме за прекуграничен туризам. Чекај, стој. Ајде. Денес зборуваме за прекуграничен туризам и авантуристички проекти. Или обратно да го направам, како е пора? Кој што пиши, ајде. И исто така, мораме да напоменеме, имаме и актерка која што има европски успех, која што не успеа... Не можам да бате стрезо. Не можам да го фанам, џабе. Исто така, имаме и... Исто така... Извини. Значи, ме боли ракава. Само да проверам, извини. А имаме и европски успешна македонска актерка која што не само што направи успех, не само што направи успех во соседските држави, туку и низ цела Европа. Така. Бате Стрезо, знаеш ли дека уствари ти можеш границите да ги поминеш со параглајдер? И можеш тука на границата вака со параглајдер да видиш и со кајче можеш да ги поминеш. Да, бе, да, можеш, да. А можеш исто така и да си сеиш на земја, ништо да не поминуваш и да не ти виси животот на 5000 метри на јажиње и на макари горе и со орлине горе да висиш. И то може. Ајде, продолжи со снимање. А знаеш ли ти колку е тоа јако? Ти сега, например, со параглајдер вака си на границата вака, и ти ако ти е страв, ти од згора можеш да вриштиш на два јазика, на кој сакаш можеш да вриштиш. Или, Стевче, можеш да си останеш на земја, да не вриштиш и да си го оставиш гласот и нигде да не одиш, на една страна, не мора на појти. Зошто бе бате Стрезо бе? Зошто бе така бе, на сигурно да. Ами памтиш кога правевме ние авантури во Охрид со Кајчено? Памтиш кога се изгубив ја на високо се изгубивме на Галичица? Горе па кога идеш од службата тој да не спасуваш. Памтам, здивот ти се зеде на 200 метри, памтам, то не знам што беше, дали беше трка со кајчиња со скинати гажва или беше емисија од Bear Grylls некаде таму. Здивот не, мислам, сема здивот ја од авантурата тоа, што беше такво независно. Тоа е убавото бате Стрезо кога неизвестноста, ме сваќаш, значи ти сега ако се качиш до Магаро свака по патеката што е нормално ќе се качиш, ништо тоа не е авантура, ама малку кога се цимнеш вака, кој ја што направив, и после издивти се зима и паѓаш и тоа е авантура бате Стрезо, а не... Вака сега ќе ти кажам нас. Значи, ако правиме муавет за преку граница, нешто што можеме да го направиме е помеѓу две граници ја пробаме да речеме кебапчиња како се. Тоа ќе ти е гастрономска олимпијада. Да, тебе ти е тоа најубава авантура од две земји кебапчиња да пробуваш. Од две земји кебапчиња или пак јас имам уште една поубава идеја. Играње народни танци и јора на сама граница. Ќе се развеселе луѓе, ќе земенеш и за пијачка, кебапчиња едно друго, ќе размениме и храна, и вина, и све живо и диво, и им ќе му се наиграме. Замисли си, ојме, рум та 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 дум тум тум, то дум та 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 рум тум 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 ра та 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 и автоматски после тоа име та 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 и од тука мојме на застанвиме и почиме тарам тарам тарадередам тарам јабаредам тарадередам и кој ќе фати тоа на брзоно, и од овдека мојме. До крај на паркингот. Стој! Светло го заборав да му се не видите. Ви ја слушав и ви ја гледав онаа приказната за прекугранична соработка. Сериозно е супер. Затоа што одлична е, затоа што има многу типчиња кои што имаат супер соработки со соседи во регионот. Ама озбилно и во бизнис насока и во спојување на културна основа. Сериозно многу добри приказни има. Не знам колку од нив ги знаете во реалност во суштина. Искрено не многу. Добро, Ајде, одиме да ги запознаеме дечките. Никогаш не ти ја ме речено не. Ајде, таман да го смириме малце, ајде.
Кај си се познаеш са нови луѓе и ќе се смееш, диши длабоко. Од видео млади ме некој ако има некоја хилта половна да земам мура. Каква хилта половна. Планинска спасителна служба. Изгубена е 30-годишна жена во густата дабова шума во селото Горно Средоречие. Теренот е непристапен. Мартин Пеовски е архитект, алпинист и еден од десетемина од единствената планинска спасителна служба во државата, но и во соседството. Во планина или во вода, при непристапни или невозможни услови за живот, тие се тука со една цел – да се спаси живот. Животниот повик да се одбере оваа професија треба очигледно да се носи длабоко во себе. За една држава спасителна служба важно. Прашањето не е дали сакам или не, туку едноставно нема бегање од таа работа, мора да има таква служба. Така да не е воопшто прашање на желба или некаков избор, туку едноставно мора. Ние земаме пример од цела Европа и што се случува таму. Таму има служби со традиции долги години наназад кои што функционираат, така да не е прашање на избор. Планинската служба од Охрид е на повик 24/7, ама буквално. Таа е изнедрена од Црвениот крст и спортскиот клуб Патагонија. Имаат особен углед заради искуствата и знаењата кои се користат и во повеќе прекогранични проекти. Последните во Поградец, а доскоро и во Грамш, Албанија. Првиот проект, кој што беше 2-годишен проект, опфаќаше формирање на служба за спасување на вода во Албанија, односно на албанскиот дел од Охридското езеро, бидејќи во Албанија си постои спасување на вода, но на морскиот дел или на обалата, на Охридското езеро немаше, така да во рамки на овој период успеавме да формираме служба за спасување на вода во Албанија, на албанскиот дел, за целава приказна околу туризмот да го заокружи езерово, а во нашиот регион, односно во тоа што се случуваше од овде, ние успеавме да набавиме дополнително опрема и воопшто нашите ресурси и капацитети да ги кренеме на едно многу повисоко ниво за летни услови. Тој проект беше фокусиран на опремување на оваа служба за дејствување во летни услови. После тоа, вториот проект, 3-годишен проект, беше фокусот на опремување и задействување во зимски услови и во рамки на тој проект исто така беше набавена дополнителна опрема, специфична опрема, специализирана опрема за спасување во зимски услови, како и обука на луѓето, дообука на неодредени луѓе за користење на таа опрема. Исто така во рамки на вториот проект, како партнери имавме општината од Грамш во Албанија, кај нив се формира во рамки на нивната противпожарна единица, се формира една група која што исто така е оспособена за дејствување во планина како спасители, на нетехнички терен, преминуваме за едноставни операции и за таа цел беа набавени неколку возила, исто така опрема, дури и еден чамец за спасување на вода за општина Грамш. Поентата на крос-бордер програмата или прекограничната програма е дека ние го гледаме овој целиот регион како една целина, хипотетички речено, да нема граница. Така да тука станува збор и во однос на туризам, кој ќе станува збор, да ги развиваме двата региони како туристички центри, бидејќи ако има и кај нас туристики, има и кај нив. И обратно, и нивните туристи ќе дојдат и кај нас, а и воопшто во случај на потреба за дејствување, да можеме да дејствуваме и ние кај нив, ако треба. Љубовта кон една професија е двигател, но поддршката е секогаш потребна. Ако ги ставиме работите на кантар, ова се што го гледате и се што имаме обезбедено е со проектни пари. Со наш личен труд, сме почнале со преку Црвен крст, со наши лични средства, со лична опрема. Ден денеска ова се што го гледате и што го имаме од самиот оперативен центар што ќе го разгледаме подоцна, па и возилата, па и други работи, е благодарение на тие проекти. За нас е сатисфакција, имаме ние многу често и пријатели од гости, пријатели кои што доаѓаат од Европа, кога ќе дојдат овде, доаѓаат луѓе со многу поголемо, посериозно искуство и поголема традиција од нас, кога ќе го видат ова место, се многу задоволни. Волонтаризмот е нивната водилка и секој што ќе се препознае во мотото може да стане дел од нив. Види, ова со волонтерскиот труд е многу специфичен затоа што луѓето што се присутни кај нас, имаат одредени права, ама имаат и обврски. Во однос на правата е многу интересно што генерално тие луѓе секаде во општеството, мислам не само кај нас, туку и подалеку од кај нас, се поинаку препознаени во општеството. Ние се уште овде кај нас имаме проблем со препознавање на правилен начин во нашето општество на волонтерите кои што вршат
ваква работа, затоа што ваква работа не е воопшто наивна. Значи, покрај сите нормални тековни животни обврски и стресови работи кои што секој човек ги има, значи еден волонтер овде треба да одвои плюс време за волонтерски, значи без никаква надокнада, да учествуваат во спасителна операција. Повелете, ова е тура низ нивниот центар. Ретко се тука, често се на терен, а и вие може да сте дел од нив, ако се вбројувате меѓу оние на кои секогаш може да се смета. Гледай, види го заради сонца. Вау. Убајна. Ова е само Охрид. Немате идеја стварно колку во моментов не се оди во Охрид. Ова геврече можеше да ти биде варено. А што ќе правиш во Охрид сега ван сезона, бе? Охриѓани нема таму. Мене, знаете кај ми се? Мене ми се од Германија или Прага негде, тие новогодишните базари, малце бирше, врус, колбавче, пивце, убајна. На стрезо не му се оди во Охрид, тебе ти текну во Охрид. Сериозно, можеш ли како актер да одиш натаму? Не само со таксита. Има луѓе одат. Имам едно изненадување за двајцата, ама особено за Стреза. Да, ама ајде, оди пред комбе ќе те запознам. Ама ќе ти покажам. Ја сакам многу За тебе важи. И за мене? Да. Ќе ти кажам пред да стигнем, ама ќе си играме асоцијации. Ајде. Shooting Star на Берлинале. Добро. Супер е позиционирана кај сите филмографски екипи во регионот, значи преку гранична соработка со соседиве, тип-топ. Сенки над Балканот, Мочвара, филмчиња по Европа, тоа се подразбира како, нели, звезда на Берлинаре. А во локални рамки, по ново време, преекспонирано, Лена и Владимир, Врба. Еве ти фотка. Сара Климовска, Охријанче дете, убајна, гордост Охридска. Ти мене ќе ми кажеш за Сара Климовска, праша не изе за мене, таа ќе ќе дире. Во комбе не чека. Ајде тоа, тој. Сара, многу ми е мило бидејќи денес кад си ти со нас успеа да ја пробиеш границата на самиот град, но и на земјава, па веќе во своето портфолио имаш сериозни улоги. Од локални наши, да го споменеме најсвежот преекспонирано, Видијати неа, Џган, на Милчо Манчевски кајмак, потоа Врба, на Столевски филмовите. Каде си ти најмногу твоја? Која е твојата лична карта? Пред да продолжам со било што, морам да го поздравам прво, да ја поздравам личната карта на Охрита, тоа е Стрезо, мојот колега и сограѓани. Морам прво да напоменам дека поради Стрезо сум на ФДО, бидејќи тој ме спремаше. Фала ти за госпогица Јулија Текстар. Така што, мислам, има супер, Охрид има супер луѓе. Прво од таму ќе почнам. Јас се најверојатно се идентификувам највише со Видијати неа, бидејќи тоа беше единствената улога која што ја прочитав и никако знаев дека е за мене. Тоа не се случува често, али многу ми беше блиска цела нејзина борбеност и активизам и се дека не може да се најде во таа средина каде што е. Иако е кратко филмче, Кратко е, да, ама значајно многу за мене. меѓутоа не е тоа клучен филм кој што ти ги отвори вратите на светот. Од кога стана европска звезда во Подем, по Берлиналето, тогаш те пречека светот со отворени порти? Па да, бидејќи тогаш на некој начин стана видлива во Европа. Мислам, во секој случај е тежок патот до таму. Мислам, европска звезда во Подем значи едно, можеби за македонци, значи друго за луѓе од Германија или за Франција. Мислам, нивните соработки се многу почести. Македонија е никако затворена земја во однос на тоа, меѓутоа мали чекор по чекори се стига секаде со многу работа и посветеност. Добро, колку беше лесно да се пробиеш од Охрид во Скопје, веќе да успееш да влезеш во сите проекти кои што се случуваат тука, независно дали станува збор за телевизиска продукција, за филм, за театар, а колку, како што споминуваш, дека твојата работа ти овозможи светот да го имаш веќе на некој начин на дланка, можеби се уште не, но да те препознаваат.
Мислам дека веќе како студент кога се запишуваш на ФДУ престанува да биде важно од каде си, дали си дошол од Скопје или од Охрид, бидејќи тогаш филмскиот свет те запознава. Така што не мислам дека нека имав некоја привилегија или обратно поради тоа, меѓутоа можам да кажам една позитивна ствар, дека секогаш луѓето кои што доаѓаат од помалите средини стануваат многу понезависни во Скопје, бидејќи нема таа комфортна положба да јадат јадење дома, храна, дека мора да се снаоѓаш и тоа веројатно те прави борбен да повеќе се трудиш да успееш во Скопје. Не е лесно, се разбира, ние имаме многу мала развиена индустрија, така што и можностите се мали, многу е често прашање на среќа, бидејќи кај нас глумците не е само да бидеш добар, него да бидеш соодветен за улогата. Какви искуства имаш со регионалните филмски продукции, прекогранична соработка? Прво морам да признам дека сум ја имала можноста и шансата, мислам и среќа. Прво и основна е среќа, ама второ е многу напорна работа и многу голема посветеност. Јас се сеќавам што од студии многу често барав начини да одам на било какви работилници, да учествувам на филмски фестивали, театарски, што повеќе тоа подобро, да можам да создадам мрежа на луѓе кои што се во Европа, бидејќи никако тоа е она кое што на крај ти помага да стигнеш да те видат, нели? Ние како македонци често знаеме да се, бидејќи имам многу пречки во систем секојдневни, и знаеме да се релаксираме и да чекаме некаква шанса, а во суштина треба да се граба и да се бори за тоа. Треба многу храброст? Да, храброст, апсолутно. И самодоверба. Мислам, тоа е важно. Ние тоа е некој, да речеме, честа борба која што студентите по глума го има, затоа што ние се бориме со сам себе и нашето тело е инструментот со кој што работиме, и самодовербата е многу важна работа. За да можеш да се бориш, мораш да имаш таа самодоверба и така натаму. Тоа е зачаран круг, меѓутоа во секој случај не дека не е возможно. Имаш во моментов некој агент, продуцент кој што те движи по тие европски кастинзи, кој што ти помага во целиот тој процес? Имам агент од Германија, меѓутоа и тоа не е така едноставно. Да, агентот работи на тоа, на созревањето на глумецот и да бара кастинзи, филмови и така натаму, меѓутоа таму пазарот е многу поголем и има многу поголема конкуренција. Не е едноставно и се бара сериозна посветеност и пристап кон работата. Така што меѓутоа имам и му помагам. Ти се восхитувам на оваа мотивираност затоа што очигледно дека кога имаш такви меѓународни понуди, станува збор за меѓународна слава, станува за меѓународен профит, станува збор. Да. Тоа не се оние локални параметри, ќе ти одиграм нешто затоа што си ми другар и треба да постигнеш нешто во твоја кариера. Така, се разбира, во Европа како за се останато во секоја област, трудот повеќе се исплати, меѓутоа за мене тоа не беше најважното. Најважното е дека бидејќи тоа е поголема индустрија и занаетот е можеби поголем, има подобар занает. И во таа смисла можеш да имаш многу почесто подобри проекти, да стигнеш до подобри проекти. Кај нас имаме ние прекрасни успеси на македонскиот филм во последните неколку години, меѓутоа тоа се случува од време на време. Квалитетот за мене е многу важен во што играм и во што работам. И ако треба да се видиш себе си за извесен период, во чиј филм сакаш да играш? Која улога сакаш да ја играш?
би соработувала и те да речеме со Скорцезе, ако многу амбициозно. Имам еден исто омилен режисер, Амат Ескаланте, кој што ги обожавам неговите филмови, иако работи со натуршчици, меѓутоа би сакала еден ден да соработувам со него. А театарска улога би рекла Леди Макбет. Иако сум ја играла на факултет и баш затоа сакам да ја одиграм пак, бидејќи мислам дека поинаку би ја созреала. Па одлично и после остварување на тие улоги за 10 години од сега, би се одморила повторно во Охрид. Да, во секој случај Охрид би било местото за одмор. А јас ќе уживам во кино каде и да треба да се случи премиерата. Фала ви многу што ме поканивте. Фала ти на тебе многу. Добро, ти мене сакаш да ми кажеш дека од онаму, па се вака до онаму планираш со параглайдер да го поминиш. Море, 2 пати на Галичица се загуби, трет пат ми е срам веќе да те пушам од Охриѓани, пак овдека со параглайдер тој ќе стигне од Крушево до Елбасан. Извини, бате Стрезо, ама јас положив обука за параглайдер во ПСС Патагонија. Ти текнуе? Знаеш колку сум спремен? Баш кај луѓето што се од тимот од Патагонија ќе бидат дел од овој проект од Cross-Border во Крушево, па сега ти види, знаеш колку сум спремен? Знаеш колку сум спремен? Си гледам со Антракс. Сигурно? Што сум ти сгрешил бе така да ми зборуваш бе? Зошто бе? Што ти зборувам бе шо? Со Антракс. Антракс море Игор Тодески Антракс. Наш параглайдерист, познат европски и светски, ништо не знаеш ти. Не бе го знам, како не Сега го ми знам. го знаеш. Човекот беше овдека од Скопје се пресели специјално до Крушево. Крушево море ти сега е станато европско и светско познато параглайдеристичко центарче. Е така да знаеш. Крушево. А сега со овој новиот проект прекограничен, дури ти е како да ти кажам, европски предизвик. Тоа ти е. Па ја тоа ти викаме бате Стрезо. 100% можеш од Крушево со параглайдер до Елбасан да се пуштиш, ти кажу. Бе, дај да видам, ај покажи ми на телефон да видам. Видео сакаш да видиш? Ај покажи ми, не може поќе, седам вака ме заболено, тебе, ај. Сега ќе ти покажам. Ај да видам. Сега ќе видиш. Ај да видам. Сега ќе видиш. Да не речеш после Стефче ме. На, види. Еј! Стрезо. Сега ќе видам. Сега како ќе видам. Ќе видиш и ти. Скршен е 100%. Стефче си го загуби недобиот пријател. Абе, ба, чекай бе, таму и мапите ми се ми е таму. Ајде. Усеш, не види. Чекай, ма. Не нишај, бе. Не нишај. Не нишај, бе. Смеј се само смеј Не се. нишај, бе. Стефче, Не, скршен е, партал е напред. само го ќе слезам, ќе видиш убо. Ама кога ќе слезам? Шо мораше да се качвиме овде? Крушево е на светската туристичка мапа со параглайдерство и змајарство, активен туризам и меѓународните надпревари по овие спортови. Местото Фурна во Елбасан, Албанија, е со иста типологија како наше Крушево и има потенцијал за развој на параглайдерство како спорт и туристичка атракција. Соработката меѓу овие две општини е реалност преку првиот проект финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, со која се зајакнуваат и подобруваат капацитетите на активниот туризам во двете области. И наречен е Крушево и Елбасан, призната туристичка прекогранична дестинација. Игор Тодевски е летачот од Светски глас, прв носител на државниот рекорд со летот од Водно до Светинаум. И иако е прелетал цела Европа, според него најубаво се лета од Мечкин камен, тука во Крушево. Веќе 10 години, 11 години сум жител на градот Крушево, со лична карта крушевска. Може би единствен кој што се доселил во градов и има жителство на градот Крушево. Има многу причини кои што го прават Крушево да биде број еден место. Као прво, микроклимата која што имаме овде и условите за развој на овој спорт е главната причина поради која што имаме толку голем број на пилоти кои што доаѓаат секоја година. Буквално Крушево не само луѓето кои што сега во моментов имаат бенефит, меѓутоа, како што спомнавме, доколку ја изградиме оваа инфраструктура која што знам дека може да се изгради и доколку ги обезбедиме овие услови, ја мислам дека
градче во Крушево кое што е толку мало, може буквално цел град да живее само од летањето, само од параглайдеризмот и параглайдеристите кои што доаѓаат во градот. Со цел привлекување домашни и странски туристи преку целата година, се развива интегрирана туристичка промоција и комбинирана понуда во алтернативниот туризам во двете области, во Крушево и во Елбасан, за да станат тие водечки центри во регионот и пошироко. Клучниот момент во рамките на проектот Крушево и Елбасан, призната туристичка прекогранична дестинација, е соработката. Преносот на знаење од Крушево како дестинација веќе воспоставена за активен туризам, за параглайдинг, кон Елбасан, која што сега ги започнува почетоците на развој на дестинација за активен туризам, бидејќи Елбасан е трета по големина општина во Албанија и дестинација која што е индустријски развиена, меѓутоа една од насоките кон кои што каде што го насочува своето внимание е токму активниот туризам во местоста Фунар, каде што имате една изворена недопрена природа. Се изгради паркинг во рамките на пристапната област, во рамките на параглайдинг центарот во Крушево. Во тек е партерно уредување на парцелата и поставување на урбана опрема, односно дрвени клупи, парковски клупи, паркинзи за велосипеди, тоалети, машки, женски и за посебни потреби, за лица со посебни потреби, на што сакам посебно да го нагласам, бидејќи целиот овој центар е пристапен, достапен за лицата со посебни потреби. Понатаму поставени се 2 станици за мерење на квалитетот на воздух во Крушево и брзината и правецот на ветрот, за да покажеме дека Крушево навистина е воздушна бања. Во Крушево инсталирани се 200 LED светилки. Пред 5 месеци заврши нивното поставување и резултатите веќе покажуваат голема заштеда на електрична енергија, а истите се поставени по улиците кои што водат до културно-историски знаменитости во Крушево и во тек изградба на патека за даунхил во Крушево. Се разбира, придобивки од проектот одат во вистински раце, кај граѓаните на Крушево и Елбасан. Но истовремено, придобивки се поттикнуваат и кај сите предприемачи, занаидчи, угостители, туристички работници, па се до новите стартап бизниси поврзани со маркетинг и промоција на туризам. Замислете, за една година имаме 100% повеќе посетеност само на странски туристи во Крушево, но и од внатрешноста на државата не посетуваат се повеќе, добива на привлекување Крушево. Знаеме дека е град на историја, култура и традиција покрај авантуристичките спортови во градот и така е се повеќе примамлива туристичка дестинација за сите. И официјално, добре дојдовте во Крушево, Европскиот центар на параглайдерски туризам. Kjo morfimera. Не моно ја периктош. Казах ти сега, че најхубаво вон сезона и времето е многу хубаво. Всичко наред, няма многу хора. Само че ти не можеш да вървиш никаква кондиция нямаш. Че са нахапахните с красти, бе. Бе, Стефче, бе. Ало, легендо, šta pričaš ti, bre? Ела тука ще ти кажа. Šta pričaš ti? Добре, нема кондиција. Баш ке јеми метафорите за ти, Стефани. Ја, бре, могу да проđem цел Балкан пешки. Пешки. Долази овамо са мном, легендо. Иш ти добра, си луд. Зо? Абе, ние знае, епта си изгуби. Където е, ще намерим пътя, бе. Шо ќе намерим пътя, бе? Немам ни Google Maps, го искрчив телефонот, попара го направи. Види шо му направив, глед. Глед го вам, сок го направив. Не реагира, ништо не работи. И сега шо правиме, бе, Стрезо? Проше на изнош? И сега ще ходим да потърсим мъх. Шта? Мъх. Со причаш? Като намерим мъх, мъхта ще ни покаже къде е север и оттам нататък вече ще знаем къде сме. Хайде. Готов ли си? Готов ли си? Готов. Аре, бе, Стефче. Така правят котките. Яо, яо. А въците правят ау. Мечката прави. Така е, в планината има всичко. Как прави само лисицата, не знам. Лисицата може да прави
What does the fox say?